Да се напијам или не? Прашање е сега. А градоначалникот Орце Ѓорѓевски се напи вода од чешма и порача дека ширењето дезинформации за Ешерихија Коли е рамно на терористички чин. Прстот го впери кон СДСМ и нејзината сателит партија, што и помага, без да прецизира на кого мисли. Скопјани нека не потпаѓаат под влијание на дезинформации кои неодговорно се шират по социјалните мрежи за наводно присуство на бактерии во водата во Скопје. Водата во градскиот водовод е чиста и исправна за пиење, изјавија претходно и од јавното претпријатие Водовод и канализација. Има зголемен број хоспитализации, ама не поради водата, тврди директорот на инфективната клиника Фадил Цана. Почина 83 годишен пациент со повеќе хронични заболувања, како го бил констатиран вирусот на западно-нилска треска. Министерството за здравство денес соопшти дека е прогласена епидемија на западно-нилска треска во повеќе скопски општини и населби, откако во земјава беа регистрирани 26 случаи на заболувањето. Посебно внимание се препорачува кај повозрастните лица и кај луѓето со хронични заболувања, бидејќи кај нив постои поголем ризик од потешка форма на болеста. Во последните 15 години во Македонија биле регистрирани 5 смртни случаи поврзани со западно-нилска треска. Топло ви е многу? Епа имам добри вести. Промена на времето се очекува од утре, кога во делови од земјава ќе има услови за нестабилност, пореен дожд и грмежи, а температурите ќе се намалат за неколку степени. Алармантно! Секој четврти ученик се коцкал за пари. Младите полесно наоѓаат казина и обложувалници отколку културни центри. Младинската група на Асоциацијата за здравствена едукација и истражување Хера Млади, заедно со иницијативата Фрлија коцката, по повод Меѓународниот ден на младите, преку герила акција во Скопје, го изразија својот револт од се поголемата присутност и нормализација на коцкањето и обложувањето во секојдневието на младите. Велат дека казината, обложувалниците, онлайн платформите и рекламите што ветуваат брза добивка се лесно достапни за младите. Додека истовремено тие се соочуваат со невработеност, финансиска несигурност, нарушено ментално здравје и се поголема желба да ја напуштат државата. А ако сте невработено лице, ова може да биде корисно за вас. Агенцијата за вработување преку своите редовни активности, но и преку активните програми и мерки за вработување, им овозможува на евидентираните невработени да стекнат практични знаења и вештини за занимања што се бараат на пазарот на трудот. Една од мерките преку која се овозможува стекнување нови знаења е обука за побарувани занимања на пазарот на трудот. Во 2025 година во оваа мерка биле опфатени 600 невработени лица. Темата е на Валентина Ангеловска. Казните на безбеден град наскоро ќе ги стигнат странците на сите гранични премини. Ако возите со 80 км на час, каде што е дозволено само 50, а при тоа имате странска регистрација, ќе си поминете неказнето, затоа што камерите на системот безбеден град се уште ги ловат само домашните возачи. Проблемот е изразен особено во летниот период, кога низ земјава транзитираат илјадници странски возачи, без можност да се регистрира и санкционира нивното брзо движење или каков било прекршок пред да ја поминат македонската граница. Од Министерството за внатрешни работи за Слободен печат велат дека безбеден град деновиве ќе почне да функционира прво на Табановце, а наскоро и на сите гранични премини. Сте забележале дека наместо домашни почесто јадеме странски земјоделски производи? Еве и зошто. За само 2 месеца сме извезле 11 милиони килограми домати, 2,5 милиони краставици. Во текстот на Весна Дамчевска се деталите. Иако земјоделците знаат да кажат дека албанските домати и краставици ја уриваат нашата цена, податоците што ги доби Слободен печат од Царинската управа покажуваат дека ние имаме значајно поголем извоз од увоз. Само во јуни и во јули се извезени 2,5 милиони килограми краставици и корнишони, а се увезени 280.000 килограми. Извозот на доматите е уште поголем. За 2 месеца 11 милиони килограми домати, за разлика од увозот што бил 700.000 килограми.
фатен на дело. Фрлил цела приколка со ѓубре во Маркова река. Загрижени граѓани во редакцијата на Слободен печат алармираат дека вчера во селото Маркова Сушица се случил немил настан на кој сведочеле, кој негативно влијае на животната средина и природните богатства на мирниот и живописен крај во кој живеат. Тие апелираат инспекторот за животна средина да постапи и да ги санкционира несовесните граѓани кои во повеќе наврати ја загадуваат Маркова река на недозволен начин. Имено, вчера околу 17 часот, граѓанин сведочи дека забележал возило со приколка полна со вреќи со ѓубре и го затакнал возачот како една по една ги фрла вреќите со шутот внатре во реката. Татко и син се обиделе да силуваат жена во нивниот локал во гостиварското село Леуново. 33 годишната жена ги пријавила во полиција. Траект потона во езеро во Зимбабве. Загинаа најмалку 15 луѓе. Млада фудбалерка од Мароко се удавила сакајки да стигне до Шпанија. Истиот ден и била одобрена визата. Четворица млади португалци исчезнаа во Јадранското море, додека имало невреме. Имало бранови над 3 метри. Потрагата трае. Русија систематски измачува илјадници заробени украинци, алармираат Обединетите нации. Го слушнавте хитот на Радио 2. Голема врева се крена околу песната Те амо, ти амо, создадена со вештачка интелигенција, која минатата недела била хит на неделата на втората програма на македонското радио, Радио 2. Стотици слушатели се јавиле да прашаат чија е, но немаат повеќе информации за незиното потекло. Од убавите вести издвојуваме. Македонската компанија што ги развива и одржува Мој термин и Моје здравје е првата сертифицирана во земјава и првата во Европа со национален здравствен систем во продукција што го исполнува глобалниот стандард за управување со вештачка интелигенција. Оваа македонска приказна, наречена Source6, неодамна беше тема на австралискиот подкаст. Браво! Затемнувањето на сонцето влијае врз животните, не и врз луѓето. Небесниот спектакл што ни го носи денешниот ден е една од главните теми низ медиумите на светско ниво. Ова беше повод да направиме разговор со представници од Скопското астрономско друштво кои во моментов се наоѓаат во Шпанија. Интервјуто ќе го најдете на нашиот сајт. Ви благодарам што бевте во нашето друштво. За повеќе вести упатете се на slobodnpečat.mk. Се читаме.